Поврзуваме кола, работиме на софтвери, програмираме, рушиме бариери. Со запишување во било какво стручно образование, не само во оваа област, сите ученици треба да се соочат со реални предизвици што понатаму ќе бидат потребни во оваа кариера. Ја учев во гимназија, општа гимназија, и тука имав само предмет информатика, кај што прв пат се сретнав со алгоритми и со програмски јазици. И ми беше еден од најумилените предмети, затоа и се одлучив да продолжам со оваа насока, но на факултет видов дека имам малце проблем со другите области кон информатичка технологија и мислам дека би ми помогнало многу ако бев на некое стручно училиште и затоа ги охрабрувам младите сега да се запишат на стручни училишта, бидејќи тоа би им помогнало многу на факултет. Но ја мислам дека оваа професија е неутрална, не е ниту машка, ниту женска. Туку е професија што бара посветеност и учење, само треба да има желба за развој. Низ текот на годините, значи се уште кај нас превладува моментот на дека ова е повеќе професија за момци, тие стереотипи постојат, но со напорна работа и труд стереотипите пропаѓаат во вода. Единствено нешто кое што треба да се стремиме е напорна работа и резултатите сами ќе дојдат. Ова е професија која не зависи дали си женско или машко, туку ако имаат желба за кариера и за да успеат во оваа кариера, треба да се фокусираат на тоа. Мене лично ме привлекува многу од системите кои што се нефункционални, програмите кои што се исполнети со 301 безбедносен проблем. Јас лично сум земал како предизвик да работам на тие програми, да ги наоѓам проблемите во кодот и лично сум научил веќе да владеам со програмските јазици и затоа што и од мали нозе сум имал веќе мотивација да си работам со компјутери, со програми, со апликации, веб страни и така натаму. Евентуално кога дојде до избор на средно образование, си реков ќе си отидам електротехничар, ќе бидам за компјутерска техника и автоматика. Мене надпреварите ме имаат мотивирано многу, затоа што, како да кажам, самиот адреналин што може да го осети некој додека е на надпревар, додека се надпреварува на таа меѓународна сцена, мене лично ми носи огромно задоволство и мерак ми е да учествувам на такви надпревари, да видам до кај се наоѓа медијанот меѓу учениците во светот. За компјутерска техника и автоматика теоретското знаење понекогаш и не е доволно. Треба да се има техничка способност, треба да се има техничко искуство, за да можеме да стигнеме до таа професионална самодоверба. Треба да работиме на системи, треба да ракуваме со уреди со кои што не е работено до сега, кои што не се покриени, пример, во учебниците во школа или професорите што треба да не обучат на тие уреди. Да, постои стереотипот, меѓутоа по тоа што сум приметил, моите соученички може да постигнат исто ниво на успех колку што можам и јас и мислам дека тој стереотип веќе не треба да постои. Да програмираме иднината за еднакви можности, да ги струшиме стереотипите, да изградиме иднината.